Патот од Куманово кон Крива Паланка. Не можете да не ја забележите карпата во форма на вулкан. Точно е дека оваа карпа од вулканско потекло. Локалитетот Желиговскиот камен или попознат како Костоперска карпа е во делот на општината на Горичани. Како што велат кумановчани, во младо на Горичане. Тука се живеело уште од бакарното време, третиот милениум пред нашата ера. Денеска се уште се истражува за некогашните населби. Векови и векови, тука се живеело. Во зависност од времето, војните, но луѓе секогаш живееле, објаснуваат археолошките податоци. Горичане е најстарата населба од овој крај. Оттука со годините луѓето почнувале да се раселуваат. Местото постои уште пред градот Куманово. Овде е познато по преубавиот и стар манастир и испосничката пештера на светиот пророк Прохор Пчински. Испосницата се наоѓа во близина на црквата Свети Ѓоргија, во центарот на селото Старо на Горичане. Јовица Станковски, археолог, ја раскажува легендата за пештерата. Вели Старо на Горичани е место каде може многу да се истражува. Тој го има пронајдено кокино, што за жал не можевме да го посетиме поради временските услови, но преку емисијата апелираат надлежните да го направат и прошират патот, бидејќи дотаму тешко се стигнува. За нас гледаме еден мал параклис кој е дозидан на пештера, а легендата вели дека некогаш многу одамна тука се подвизувал пустиножителот Прохор Пчински и еднаш во неговата пештера влегла ранета срна, ја гонел ловец. Ловецот се викал Роман Диоген, кој бил заповедник на византискиот гарнизон стационирал тука. Прохор Пчински го укорил ловецот, зашто ја гони срната, го замолил да го поштеди животот. Овој тој тоа го направил и веднаш потоа Прохор Пчински, бидејќи бил и пророк, му прорекнал на Роман Диоген дека ќе стане византиски император. Така и се случило. Значи, тоа е веќе историја. Роман Диоген, кој навистина бил заповедник на некоја војска тука, се жени со вдовицата на починатиот византиски император Константин X Дука и станува император под име Роман IV Диоген и во знак на благодарност на Прохор Пчински, кој му го прорекнал царскиот трон, тој ја подига првата црква во селото, во оваа област, тогаш не било нели село, и тоа е таа прва црква која потекнува од средината на 11 век, поточно 1067 година, кога стапува на престол Роман IV Диоген. Инаку, зошто ја подига тука црквата Роман Диоген, се претпоставува дека во средниот век животот, најинтензивниот живот во Кумановската област, значи се одвивал на овој терен. Значи, тоа е така наречена Жеглиговска област и село во Старо Нагоричино веројатно станува после и центар на таа Жеглиговска област. Инаку, овој крај, значи, општината Старо Нагоричино е многу богата со културно-историски споменици. Значи, тука е старата обсерваторија во Кокино, која потекна од почетокот на вториот милениум пред нашата ера. Тука е едно многу светски познато светилиште на една бронзенодопска населба во близина на сега меморијалниот центар Пелинце, светски познат локалитет. Тука има уште познати локалитети, тука е Костоперската карпа или Жеглиговскиот камен, уште средновековни цркви, големи археолошки локалитети. Се на се, ова е многу интересен терен и за археолошки истражувања, а се разбира и за средновековните градби, затоа што, како што реков, центарот на живот во средниот век бил тука.
Собирај и ти по 2,5 денари бонус за секој примен повик од другите мобилни и фиксни мрежи, само во VIP Prepaid. Вложувајте и штедете за вашите деца, за нивната иднина. Со детското штедење во штедилница МАК-БС. За секој влог следува подарок. Штедилница МАК-БС. 20 години со вас. Собирај и ти по 2,5 денари бонус за секој примен повик од другите мобилни и фиксни мрежи, само во VIP Prepaid. До пештерата е црквата Свети Ѓорги. Црквата е едно од најзначајните места во историјата на средновековната византиска уметност во Македонија. Од првобитната црква на Роман IV Диоген, сочувани се само зидовите на фасадите. Денешната црква ја обновил српскиот крал Стефан II Милутин. Во дворот на црквата со векови стојат старите гробишта. Споменик чие значење и чија вредност далеко ги надминува границите на нашата држава. Значи нема историја на византиската уметност во светски рамки кој на овој споменик не му посветува барем неколку страници. Како што гледате, црквата зад нас е една импозантна градба, меѓутоа ако внимателно се загледа, тука ќе се откријат два начиња на градење. Всушност се работи за две цркви, од која и првата потекнува од 11 век, а втората е доградба од почетокот на 14 век. Првата црква е врзана за византискиот император Роман IV Диоген, кој му е подигнал, легендата вели, во знак на благодарност на Прохор Пчински, кој му прорекнал царски трон. И таа црква е подигната некаде во почетокот на втората половина од 11 век. Се претпоставува, значи, околу 1067 година и до 1071 година, додека Роман IV бил византиски император. И таа црква страдала, не се знае како, дали е природна катастрофа, дали е насилно рушење, така да кога кон крајот на 13 век српскиот крал Милутин ја шири својата држава на југ, он кога поминал во овие краишта е затекнал црквата во рушевини. И тој ја обновил во почетокот на 14 век, значи тоа е изградена 1313 до 1317 во сосема друг стил. Ова е значи надградба над старата црква. Тоа стручњаците велат дека е значи тоа впишан крст, дека има една централна купола и дека внатре просторот со столци е поделен така да образува еден крст. За декорирање на оваа црква, Милутин како ктитор ги повикал тогаш двата најпознати мајстори на Балканот кои работеле, Михајло и Евтихие, кој претходно ги видел како ја живописале, нели, црквата Богородица Пеливрепта или Свети Климент во Охрид, и тој ги ангажирал и они доживотно станале, значи, негови сликари, негови мајстори кои работеле за него во повеќе цркви во Македонија и во Србија. Меѓутоа, живописот кој тие го оставиле овдека е еден од најзначајните и најубавите живописи на така наречениот стил на палеолози, кој владее, тоа е царски стил, во Византија владее некаде од крајот на 13-тиот и почетокот на 14-тиот век. Значи, ова е еден од најубавите, најрепрезентативни примероци на тој стил, и тоа е еден фреско живопис каде Михајло и Тихие, кои биле
извонредни мајстори го достигнале овдека својот врв на уметноста во начинот на презентирање на ликовите, во начинот на употреба на колоритот, во начинот на моделирање на ликовите со употреба на валери, на употреба на чисти тонови, полутонови. Се на се нешто што до тогаш малку било забележено или не било забележено во фреското сликарство. Значи, ваков начин на живопис, кој е сличен на сликање на платно со улје, прв пат може би овдека го гледаме во така раскошно и така убаво. Старона Горичан е една од најстарите општини во Македонија. Во есенските денови, секој излегува да ги заврши врските и заминува дома. Веднаш до црквата се запознавме со Станка Серафиновиќ, родена во Старона Горичане. Вели дека тука било традиција да се земаат моми од други места, но девојчињата не се земале соергени од другите села. Така бар било порано. Колку време живееш ти во Старона Горичан? Откако сум родена, од 36. И како се живее? Како беше порано? Убаво. Што правевте? Како беше? Па девојчиња, беремо се на игранку, беремо се на седенку, плетемо навечер на месечину. И така преде девојачки живот. А момчиња како најдовте? Тука, по Чешму далеко. На Чешму се изберемо момчиња, најдемо, не сме ише по други села. Се во селото да се остане? Да, јас сам туа останала у село. Убаво момче, убаво домче. Тешко ли беше да се најде момче тогаш? Да кара ли таткото и мајката увачи? О, запретилни малце, запретила му ми девојачки живот. Каков бил девојачки живот? Убав беше девојачки живот. Што правевте? Што правиме? Отидемо на игранку. Каде идете на игранка? Тука на Чешму. Нема друга игранка. И по свадбе негде куде отидемо. Али стравачки животи бија девојачки, сад не. Сега како денеска се живее во на Горичани? Сменето ли е многу од порано? Наша генерација е друг живот. Ова е млада генерација. Младите генерации како живеат? Убаво живеат. Кај сека, таму одат. Учат Никој не ги кара. Учат ли од вас младите денес? Ама ми ги съветуjem, ама не слуша. Што ги советувате вие? Па да бидев пристојне, да бидев културне. Јо, да ми не познава старого никога на улицу. Ни добар дан, ни добро утро. Млади. А ми стари кад сме биле, тоа е било другаче време. Малце денеска помодерни, потака. Помодерни, сношни, со све помодерни. Ми сме живеле друг живот. Кој е специјалитетот од домаќинки во овде, што најубаво месат прават? Што е специјалитетот на жените од Старона Горича? Па која како си сака да си прави, која мислим има што да направи, која Што нема. најмногу се прави? Питу праљав најубаво. Кокошке, питу. Тој се. Младите знаат да месат пита денеска? А, не. Не, тие не ги интересира уопште. Која сака меси, која не, има готово. И тој поминува живот.
Снаата на Станка Десана е од соседното село Челопек. Вели дека тука се живее убаво. Најважно било што децата живееле во здрава средина, чиста храна. Луѓето се љубезни и питоми, не се нервозни како во градовите. Како се живее како помлада генерација во Старо Нагоричане? Па, средно. Средно, не е многу лошо, па не е ни добро. Како беше порано, како е сега поново? Па, порано беше поубаво, сега малце потешно. Па, по-друго време беше. Убави плати, вработеност, свето тоа, а сега нема. Би се силиле од местото доколку може? Не. Зошто што е? Па, тука си имам куќа, имам се. Зошто би се сели? За живење вака климата како? Супер. Немам проблем, чисто. Чисто еколошки, природно. Тука ни е црква, убаво. Доаѓаат ли странци? Но па свакодневно. Има посетители. Па од секаде има, и од странство, и од Македонија, од Србија, од секаде. И што ви кажат? Па, поубава нема. На 3000 метра од Старо Нагоричане е селото Стрновац. Тука во однос на другите места е потопло. Се чувствува топлината на бањата. На ова место се термоминералните води. Се појавиле со самоизливање. Па некои граѓани им текнало сами да се ископаат базен. И тука застанала работата. Овој регион е познат по некогашната силна вулканска активност. Водата лекувала ревматични заболувања, состојби по повреди. Температурата е од 39 до 40 степени. Овде на вистина може да се направи вистински рај за сите. Со мала инвестиција може да има вистинска атракција. Бидејќи временските услови, големите дождови, поплавите го опустошиле местото, но со подобра организација и мал блок, во ова место може да се ужива во дарот на природата. До Старо Нагоричане има тканува воздух. Мирот во црквата стара од 13-тиот век, археологијата, приказните за старата пештера и минатото на овој крај може да ве освежи во есенското сивило во годината.